Се наоѓаме во Вероцентар, каде што на 27, 28 и 29 ноември се организира првиот предновогодишен базар и ова е штандот на Sweet Bakery, каде што веќе се чувствува предновогодишната празнична маѓа. Со шеф Снежана Ангеловска, почесен председател и основач на комунитарната организација Ангелчиња, зборуваме за оваа убава иницијатива со која што всушност го донесувате веќе празничниот дух во нашиот град. Така е, добро утро до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Многу ми е драго што сте денеска тука да ја почувствувате заедно со нас целата оваа новогодишна маѓа. Пред новогодишна ќе кажеме, за прв пат се одлучивме да организираме заедно со Вероцентар еден ваков предновогодишен базар. За да го подкренеме малце расположението, да го подобриме времето и едноставно да се расположиме. Денеска може да забележите, овие 4 дена ќе можат граѓаните да забележат уникатни производи кои секако, како за предновогодишен базар, ќе бидат и со намалени цени. Драго ми е што дојдовте, затоа што денеска за мене е голем ден. Денеска е за првиот ден од ребрендирањето на Sweet Bakery и секако ги поканувам граѓаните да повелат, да дојдат, да пробаат, да се дружиме и да си понесат дома сладко задоволство кое овие 4 дена ќе биде со намалени цени да потенцира. Така, овој базар, меѓу другото, има и хуманитарен карактер, кој вие го споивте со вашето ребрендирање, па така на вашиот штанд забележувам празнични колачи, со ѓумбир, со разни декорации кои што се во убави, елегантни празнични пакувања, навистина се по многу пристапни цени. Така е, Sweet Bakery секогаш заедно со комунитарна организација Ангелчиња, која на сите базари се трудиме да доловиме на луѓето со пониски цени производи, за да не запознаат, за да ја подкренеме хуманноста и свеста кај граѓаните дека со купувањето на производот едноставно помагаме таму каде што е потребно да се помага. Несебично се даваме во работата, секако и во декорирањето и во пакувањето, затоа што само така можеме да ги следиме новите светски трендови. Воедно би сакала да кажам дека 4-та година традиционално, значи се организираат овие базари. Големо благодарам до Веро Џамбо кои секогаш ни го оставаат просторот и ни овозможуваат да се запознаеме со граѓаните од град Скопје. И да го најавам чоколендот, кој ќе биде од 11 до 14 декември. Овие неколку денови базарот предновогодишен започнува од 10 часот предпладне, до колку часот се сите овие штандови отворени за сите заинтересирани посетители? Така, почнуваме од 10 часот наутро до 20 часот. Сабота, за време на викендот, саботата и неделата имаме богата културна музичка програма, каде што ќе не настапуваат дечиња од балетски и игрорни друштва и кои ќе ни го разубават моментот. Во неделата имаме детска представа, Дедо Мраз доаѓа и секако диџеј кој сите тие 10 часа, дори сме на базаров, ќе ја збогати атмосферата со новогодишни песни. Ниту еден базар не може да се замисли и да помине без штанд со мед и пчелини производи. Антови редовно учествувате на сите вакви базари. Така е и благодарам на можноста да бидам присутен на вакви настани, да ги запознаваме граѓаните со вредноста на медот, односно пчелките што го носат.
Сезона е кога треба да се конзумираат не само мед, туку и сите останати пчелини производи, затоа што многу придонесуваат за добар имунитет, а зимата е време кога има многу често вируси и настинки. Каков е интересот кај граѓаните? Па се повеќе и повеќе се зголемува свеста на граѓаните, работат на своето здравје, на имунитетот, доаѓаат, се интересираат, така да еве уште една отворена покана да дојдат да бидат дел од оваа манифестација и да ги вкусат нашите медови. До кога ќе бидат изложени вашите производи и штандовите тука? Ние сме тука на располагање секој ден од 10 часот до вечер до 20 часот, вклучувајќи го и викендот, каде што очекуваме најголема посетеност од потрошувачите, од граѓаните. Внимание ни привлече штандот Јасика со традиционални домашни зимници и сладка. Колку време постои Јасика? Јасика постои 3 години. Значи 3 години како се занимаваме со преработка на зеленчук и овошје на традиционален начин. Што се произведувате и што се може да најдат посетителите на вашиот штанд? Преработуваме сезонско зеленчук и овошје, значи од мај месец како што излегуваат јагодите, завршуваме во декември месец со киселата зимница. Значи сето она што се подразбира под македонско традиционална преработка на зимница, значи го има кај нас во Јасика. Како ги подготвувате производите, односно дали го запазувате тој традиционален начин на подготовка на истите? Да, нашите производи се преработуваат на традиционален начин, онака исто како што ги правеле нашите баби, тетки, мајки. Има ли интерес за нив? Да, има интерес. Биќе не препознаваат, задоволни се од нашите производи и ги конзумираат со задоволство. Се наоѓаме сега на штандот еко-восочна обвивка, каде што исто така се нудат многу интересни производи, секако рачно направени. Што има на вашиот штанд? Да. Моите пензионерски денови ги употребувам за правење на овие восочни обвивки. Памучен материјал го импрегнирам со пчелин восок. Алтернативна замена за најлонски кеси и алуминиумски фолии служат за завиткување на храна. Од овошје, зеленчук, половинка лимун, половинка авокадо, сендвичи, за кашкавал се многу добри. Се вади најлон кесата од кашкавалот и се замотува во оваа обвивка. Убаво со топлината на рацете се обликува производот што се завиткува и останува долго време свеж. Не му влосува, не се суши. За лебот исто така, за сендвичите, обвивка која што заменува стотици најлон кеси и алуминиумски фолии. Се користат стотици пати, се перат под млас вода и се користат повторно и повторно неколку години поред. Значи да ја зачуваме, ова ми е и целта, да ја зачуваме нели прво домот од непотребен отпад, а потоа и средината и планетата. Таа ми е целта и јас сум среќна што многу наши млади особи веќе ги прифаќаат обвивките како секојдневие. А во пресет на новогодишните празници, ова е многу оригинална идеја за подарок на кој што секоја домаќинка ќе му се израдува. Точно. Големо изненадување, особено за домаќинките кои што не го познаваат производот, а е навистина многу корисен и потребен во еден дом. Освен овие 4 дена на предновогодишниот базар тука во Вероцентар, каде може да ги најдат вашите производи? Онлайн. Јас имам значи страници на Facebook и на Instagram. Онлайн порачките ми се прават и редовно, особено за овие празници, за осмомартовските и новогодишните, се доста баран производ.